Добро вечер на сите пред денот на трудот 1 мај, кога и ние ќе се потрудиме да поработиме малку, а при тоа многу да ве насмееме и ја расположиме. И вечерва не сме сами, туку со оние кои се секогаш со нас. Генерален спонзор е Визијана, природна минерална вода која освежува вистински и допринесува секогаш да сте во добра кондиција. Во Алфи Техноцентар и понатаму се за вашите домови и работни места со преку 36.000 производи во нивните два продажни салони во Куманово и Скопје. Сокови Кватро и Сано со традиција од 40 години и со добар вкус кој секогаш подсетува на вашите омилени пијалоци. Млечните производи на Бучен Козјак кои се освежителни и здрави поради што и се препорачливи и посакувани од сите генерации и за сите оброци. Детергентите од Арис со кои ќе средите се да ви биде чисто и фино за да можете вие да се чувствувате поудобно како што се чувствувате и во гарнитурите на Тетра Мебел во кои можете вистински да уживате. Така, реков ќе поработиме малку, иако ми се чини како да се вратиме малку назад кога во социјализмот наместо да се работи или штрајкува, за 1 мај се празнува. Оние кои без разлика дали доаѓаат од град или село, ама не се збогатија, одат најчесто во природа, затоа што е здраво, а не ефтино. Оние пак кои се од село, ама се збогатија, што се вели се нафатира, никако не одат на село, никако, иако е тоа здраво, туку најчесто во Грција. И сега, ако гледаме по таа бројка на заминати во Грција секој викенд, па ние не мораме да се плашиме од граѓанска војна. Оти евидентно многу селјаци имаме. Па така, доста ние се плашевме од граѓанска војна. Нека се плашат малку другите од нас. Оти внимавајте, збогатен селјак ти е поопасен од осиромашен ураниум. А тоа за здрав живот, тоа е само флоскула, која сите јавно ја повтараат, ама не ја практикуваат. Што би рекла една баба која продава на пазар. Дете, тие по цел ноќ пушат, пијат и се дрогираат, а на сабајле ќе дојдат тука на пазар и ќе прашаат јаболката прскани да не ви се. Не е важно да се здрави, туку денес е важно да се успешни. А младите денес се сметаат за успешни ако стигнат со джип до теретана за да таму возат велосипед. Така, значи, утре не работиме, што значи можеме да си поспиеме. А тоа значи дека и утринското кафе не мора да е рано наутро. Мене, например, утринското кафе ми е најсладко ако го испијам доцна попладне. И уште нешто што е многу важно е поврзано со утринското кафе. Најважно е тоа кафе да биде топло, но уште поважно од тоа е ракијата да биде ладна. И уште ова, воопшто не мора цигара со кафе. Не мора. Цигара запалете само после секс. Јас, например, така ги оставив цигарите. Вие затоа немојте да не оставате нас. Бидете со нас и погледнете што тоа ќе видите и вечерва во Нема љутиш. Да. А пиеш ли? Да, бе. Пиеш. А мислиш ли ти тој да ставиш? Не. Куде бе са Стамбуру унутра, вика ти у автобус? Ајде платиш карту. И за натера да плату карту за Милунчело, плати ја карту, динарче беше. А нема ни жице, нема ништо, празно. Така за цвеќе наплаќат или не? Ружу лазај. Жена знае да га крсти мужа у джукела, нарочито ако дојде мртав пијан и касно од кафану. Па нели прочита оглас на врата, бе? Тражи се книговодител. Зашто? Па затоа што овој наш избегае устранство, бе. Слепцу еден, бре, што правиш? Па тој апче треба да се испие цело за да има некој ефект. Да, стамари, бабо. Ја едну девојку многу сакав. Го сакаше. Ја го сакаше. Кој беше го многу едно девојка? И кад ми каже, вика, знаеш што, вика, зашто сум с тебе? Зашто, викам, многу си ми смешан. И толку беше туј застануе. Купија си ми едно сако, а не си ни знае дека си ми ga купија. Ај сак барем да кажеш како ми стои. Партнери на Нема љутиш и најдобрите од Куманово. Генерален спонзор минерална вода Визијана. Спонзори Алфи Техноцентар, Сокови Кватро и Сано, млечни производи Бучен Козјак. Помагатели детергенти Арис, Тетра Мебел. Мат.
На здравје. И за здравје. Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ290. Мултимедијанет во соработка со Алфи Техноцентар ви нуди можност за купување на LED телевизор на рати по ниски цени и без камати. Вистинска промоција за сите нови и актуелни корисници кои ќе го обноват договорот за кабелска телевизија. За повеќе информации во наплатниот центар на Мултимедијанет. Единствена можност како до LED TV на рати, а без камати со Мултимедијанет. Во животот промени многу работи. Ги бенував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто не сменив и беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години Кватро. Квалитет кој не се менува. А ти пушиш ли? Да. Да. А пиеш ли? Да, бе. Пиеш. А мислиш ли ти тој да ставиш? Не. Не. А зашто си дојшao каде мене? Па компјутер да го поправува, шефе. А и трни се малце. Често повторувам дека ова емисија служи единствено да ве насмее и расположи. Бидејќи хуморот е универзален, го има и во музиката, затоа вечерва наш гостин е човекот кој веројатно има најголем број на отпеано и напишано хумористични песни или како што ги нарекуваме тука кај нас шегобини. Господин Ристо Краповски, добро вечер и добро дојде во Нема љутиш. Добро вечер и добро ве најдов. Јас во моето Куманово сум дојден повторно. После многу години доаѓање на Тумбафест, овие последни години сега што почнавме поновно, нели? Но јас го знам моето место Куманово пред кај ти кажу сега. Кажи, Од 65-ту година, 64-65-ту година. Значи, Ја још не сам бие проводен. Значи, многу ми е мило што сум овде како гостин кај вас, ве следам, ме следите и тоа е многу битно, не следат. Најважно од се е да ги расположиме, да им кажеме што има ново, да не слушат, да ги послушаме што сакаат и тоа е најважното. Знаеш зашто те поканив да не бидеш гостин? Па не знам, сигурно на вечер ќе идем. Тој да. Како погоди од прво, па ова е немогуќе. Па не знам, тако ми дојде. Како да си кумановец? Покрај тоа, Тако размишлиш. Кумановец. Егејски кумановец, тако размишлиш. Покрај тоа му вети на Коки дека ќе донесам некој од неговата генерација. Па затоа често се тука од моја генерација или многу помлади од нас, па еве и од Само сме во друго оделение ишле, ја 8-3, он 8-1. Ајде си малце мове. Па да, ке си направиме кад славиме од 40 години од матура, лани ли беше лани. Ај малце хумор на вашата Ама добро се, што? Само на наш начин да си правиме. Ако па ке си правиме, зашто па да не? Ако не ја да кажу нешто. Слушај, ти колку си белоглаво, како да си 3 пат постар од нас. Види, ама види око е. Јас сам белоглав, ама има нешто на глав. Па што, а само на магариња не ги пада коса. Добро. Ти гледа си кела магар. Чекај се. Што е проблем? Ете, Почна азмо. Освен овој проблем со косата, имате још едно нешто што може да биде проблем до ваши години. Што? Проблем со жене, кад почне жене да викав, ви па само на тој работу мислите, а на вас не ви текнуе која беше тај работа. Да ти кажу сет ми не текнуе. Не ми текнуе сет. Па што беше? На што беше тој? Бабака ти Серкалице. Серкалице, једенице. Зависи како се земе. Како и да го земеш? У едну руку да, у другу руку не.
Зашто доде смо туи? Јас што мој да ја кажам на ваш рачун. Баба, те шила га деду последну работу кад не могае. Вика, слушай, не се кире, бе, добро, бар се видесва. Ќе го запамти тоа. Ајде да чуеме сега лична карта твоја. Рековме младите да ги запознаеме со... Да, ти ме напреса со солзу да се смеам, сега лична карта ќе кажу Малку сериозно. Значи, ќе почнеме дека сум ја од прошлиот век. Да, дефинитивно. Од половината на прошлиот век, 50-та година. И јас сум ама при крај. Да, ти си при крај, добро, сега си, младунче си. Да. Прле. Цицајче. Само. Да, На млеко. Најважно е. Добро, роден сум во Скопје, од родители кои потекнуваат од Егејска Македонија, од Костурско и од Серско, што значи, како се вика Кумановци, Кумановски егејац. Кумановски А егејац. ти си кумановски егејац, зашто си често доаѓај. Ти кажу зашто, после, со сред нека биде. Па лична карта. Лична карта би била тој, од страна на од кај сум, што сум, зошто сум. А тоа што се понекогаш што изборувам Кумановски, тоа е одлика на човек кој на многу млади години бил присутен на сцената на Кумановските збивнувања, така е? на сите збивнувања. Едно од нештото што многу мина го заборавија, Соколана, Кумановска Соколана, ама некој изгледа и не знаат што значи Соколана. Мислам дека не знаат повеќето. У Македонија може Куманов сите знаат. Многу Во често. Куманово да, знаат. Ама не знаат што е Соколана. Тоа се оно соколи млади луѓе, иначе пионерски дом, или младински дом, така речено. Соколски дом. Соколски дом, така. А врзано за Соколана, значи личната карта почна така. Дека сум во музичка фамилија роден, од татко музичар, јас и деца и натака све поред. Но најважно е тоа дека учевме со ваш многу познат Шутевски Радослав, Шуте, ми ga викамо Шуте, бесмо заедно у школа, Музичко? во музичко училиште, да, од 64-65 година. Личната карта е во тој смисол кај кога сум, зошто сум и како сум роден. Меѓутоа, лична карта имам две лични карти. Една е у джеп, оној што мога ќе покажу ga на милиционер кад ме застане. А многу Македонија имаат две лични карти. Да, не, ама тај мора да го знае. Аха. Ама друга лична карта ми е творештвото, односно песните. Лична карта, мора ми тоа да кажеме, а тоа после ќе требаше да дојде, ама еве сега дојде поред само по себе. Значи лична карта денеска кога ќе ме прашаат мене Крап, кој е? А да, ме викаат Крап затоа што сум краповски исто. Имам и две крапчиња, но јас сум крапот, нели? И да. Почнав со песната Тинке Катинке, прва моја песна 86-та година. Па 94-та ти донесов Млада невеста, па после 90 и некоја година или која беше 2000-та Мајка, и тие три песни, значи ти донесов Млада невеста, Тинке Катинке и Мајка ми се втората лична карта во областа на музиката, на компонирањето. Од таа лична карта потекнуваат и другите 250 и над 250 песни кои се во замп, нормално како што ги знаат, што се пуштаат, ги пеат по свадби, по телевизии и така натака, што е нормално од едно огромно искуство добиено од родителите, прво од таткото, преку запознавање на инструментите кои ги научив во текот на моето школување и предшколувањето, нормално од стариот, од татко ми, па на факултет и така поред дојдовме до оваа ситуација да лична карта ни биде втора компонирањето, односно тие три песни. Иначе завршив музичко училиште, завршив факултет, од кларинет како што почнав, предав на виолончело, виолончелист, прво виолончело Македонска филхармонија и така се пензионирав, сега сум во мирно стање, што викав. А иначе многу... Ама не мируваш, постојано работиш? Не мирувам затоа што мојот компјутер многу е млад, 24 години е млад мојот компјутер, не е изваден од струја, не е исклучен. Не, а? Не. Не ли га замени некој нов? Што ако го заменив? Му се скупив нов и таму тој ми вика Јестердау. Како? Што ти е тој Јестердау, викам се. Овој ме подсети, викам на подсети ме на младе години, викам. Па се подсети, стварно се подсети на млади години. Како било тоа со Јестердау? Све на англиски Јестердау, како беше? Значи, да почнем од почеток со Шуте, се запознавме уште млади и нормално Шуте ме покани во Куманово на игранки у Соколан. Ти да бидеш дел од учесник. Јас сега, значи, колега,
Такој. С дужно поштовање. Ко се до тој? До тој си косо има. Да. Што а разбаш? сак затварам го. А ако не го ситуација. чешеше на нас? Ова кој га чешля? Кога беше тоа време коса дугачка? Дугачка коса, па кратка памет, дугачка памет, кратка Коса го нема го. Па не може Тогаш беше Шојич 1, Шојич 2, еден покојни, Бог да прости, што се кажува, пријатели, Тихе, и сите знаеа дека група Глечери свири во Соколана, игранки. Очигледно тоа било прочуено и надвор од Куманово, така се Да. Тоа беше одлична група, фантастични музичари. Виде га Шојич, цепа го гитару. Друг Шојич, цепа го гитару. Море мајку. И сви у нима гледав девојка. И јас сега не, што немаш, тој, ај виде га, ова група е. Иду у Скопје и покојни Раде Стојановски свие гитаре. Дедур, Адур, Едур, сви у друштво, Раде свири и Жеске кој njega. Ја гледам како си роче на страну. У прсти ли гледав или? Не знам што гледам, што да ти кажам сега, млади смо сви. У саксофон не гледам сигурно. И викам, ја мора да научу гитару. Нема си друго. Што? Позајмувај си гитару, леле почне пак Кумановски. Значи, си земав гитара една, ама гитара од еден, сиромаштија беше тоа, се разбереме. Вратот на гитарата свиткан удлабен вака, жице обтегнати, една раздрмана, другата скината, јас нема жица, ако најдам од негде кај некоја надвор жица ќе обтегнам, ако не јуже, на дебело, ке ставам само се гледав 6 жице. Па затегни. И да ги научиш дедо редор. Си купив хамер хартија, си знаете што е хамер хартија, голема, и си ги нацртав петолинијата, нацртав каде е дедор, каде е Адур, каде е Едур, и почнав 7 дена ми беше рокот за учење. Да го вратиш гитару. Да врату гитару. И крво и почна крв да ми тече од прстите, значи веќе сум фатил кондиција, ама научив Yesterday, my trouble, Trouble. Како пишува така? Како си пишува, тако си поеш. Ама ви сте си добро знали енглески. Ама слушај сега. Па ги научив неколку песнички, гледам, почнаа со девојчиња. Има резултати, има резултати, кам добро ти е тој. Така, значи, почна музичкиот живот на некој начин преку така во основа, учев кларинет од 4-5 години, труба почна па кларинет, па си почнав со гитарче малце, па си купив бузуки, па си купив саксофон, но дојде време кога втора година средна школа музичко трета, сакав да одам во Белград да продолжам средно повторно, ама да, што викаше татко ми, бар да не гледаш сиромаштију и да бидеш облечен. Тамо такој било Белград, а? Не, воена музичка школа. Воена музичка школа. Ама знаеш колку бе висок? Како сак? Е, што малец знае? Закон беше 155 најмалце, а ја имав 153. За 2 сантиметри не ме примија. Па и за свирача ли има висина? Да бе, и јас се разочарав, викам, ајде. Едно машко на татко ми викам, ја не иду нигде. Се остану ја во Скопје. Ми дадоа вилончело, прв пат гледам вилончело во руке, иду автобус, качувам се во автобус, нема ни футула, нема ништа. И тој шофер, куде бе се Стамбуру унутра, вика ти у автобус? Ајде платиш карту. И за ме натера да плату карту за вилончело, платија карту, динарче беше. А нема ни жице, нема ништо, празно. Така за цвеќе наплаќате или не? Ружу улазај. Ружај со смен. Така почнав јас со вилончелото. Некако се снајдовме, дојдовме до факултет треба во Љубљана, па треба во Загреб, ама треба и паре. Сиромаштија држава на јавна. Добро, ама се наредија коцките од нашата влада тогашна, како што си беше, ме замолија да отвориме на факултет класа вилончело, да отвориме, да бидам едини студент, јас и професорката Душка Тасаска, сега почината веќе. Како прв студент на виолончело? Прв сум, да, во Македонија, се отвори класа со мене. Само јас и само професорката. До година дојдеа уште двајца, Раде вилончело и уште еден Мики Петковски што е во Канада. После дојдоа и други млади, ама ни го донесоа и Андреј Навара од Париз. Најголем светски тогаш меѓу најголемите светски вилончелисти. Да ве И подучува? јас си сакав или не, да, добро, мислам ако не беше тој кој знае дали ќе бев ми она што сме сега. И си продолжив уште година и пол, јас 2 на факултет, намерно си продолжив и фала му на Господ што го донесоа.
Властимир Николовски, нашиот еминентен тогашен композитор, нели, и сега име и презиме, што со почит, го донесе него, си направив тоа што направив, колку што направив, и си постанав член на Македонска филхармонија од 75 година и постанав после тоа прво виолончело на Македонска филхармонија, така и останав до крајот на мојот работен век таму во филхармонија. Но гитарата, која ја спомнавме на почетокот, саксофонот, кларинетот, бузукито, ми донесоа многу, како да кажам, убавини други, освен сериозната музика, која многу ја поштувам и ден денеска, што и двајца мои синови се виолончелисти, виолинист, едниот во Барселона, другиот во Македонска филхармонија прво виолончело. Но јас се здобив со едно нешто друго, дека даските што живо значат така викаат овие глумци, ама и за нас даските живо значат музичарите. Значи 55 години сум на даски. Така. Тоа искуство јас го постигнав свирејќи по 2-3 месеци секогаш од Улцин до Шкофја Лока до Анкаран, по сите хотели, Дубровник, Сплит, Кроација, сегде по сите убави хотели тогашни во таа Југославија. И тоа искуство со разни музичари од овдека, а и нивни од урвачка естрада, допринесе да јас го расширам моето знаење во тој смисол, затоа што Југославија тогаш беше се свиреше се. Тогаш научив дека не е yesterday, туку е yesterday. Тогаш научив што да правам, така почна. Никогаш не е доцна. Така на некој начин јас раскажав мојот животен пат како стигнав до практично да бидам виолончелист и на крајот да творам од песните од Тинке Катинг 86-та. Кларинетот ми служеше за народна музика, саксофонот за забавна музика, бузукито за грчка музика, гитарата за пратечи сите инструменти. Всушност сега мене ме викаат, а јас сам си се викам one man band, добро кажав. Мене не прашувај, не знам колки како стои. Ја го мрмнам енглески. Како да си роден во енглеско. Така било. Како ќе биде понатаму, останете за да видите. Джукела. Мисли се на уличарско куќе, а и на домашно, и е погрдан назив за куќе без педигре, што е по мене погрешно. Не е погрешно кај ќе се каже за човека джукела, а се мисли на барабу, шуглета, мути воду, ѓубре од човека, лицемера, гњеду, муфљуза и што још не. Не е прецизирано што и колку материјал га сочинуе джукелу. Збор джукела е женски род, а чудно, жена знае да га крсти мужа у джукела, нарочито ако дојде мртав пијан и касно од кафану, а она га чека на врата с руке на половину. За джукелу дознае сви комши и роѓаци и тој за кратко време. Многу пут назив джукела се користи и у сообраќај, и тој директно обрати се према дотична особу со зборови: джукело, пројде на црвено, или джукело, возиш у контрасмер, или джукело, пушти го бабу да пројде на пешачки, и така дале. Обично персона, именувана како джукела, га нема сенс дека нешто греши. Тоа е све каде njega нормално и адекватно за дадена ситуација. Овој не се однаса за пијану особу која е джукела само под дејство на алкохол. Како поскупнувај зејтин још малко, па нема да га продавам на литар. Бре, па како ќе го продава? Како ќе го продава? Однесеш те псију, подмачкав ти го и доста ти, а ке платиш како вук с кожа. Бре, да не ја нешто користим вазелин, отидев тамо па да се наместив да ги подмачкав и њима. Ајде бе, само кукаш се, доста. Па не имаше покачување на плат? Имаше, на мене ми го покачива 1000 Дарко, а на тебе 6, тако или? Не. Што бе не? Што лъжеш? И зашто ќутиш бе? Кој лъже кад зине тај, лъже и кад ќути? Абе не лъжу, ја никад знаеш, ајде не ме нервирај тој. Добро, додуше преќуту неката, ма што да прави, такав си е живот. Живот? Живот на мене ми е комедија. Љубов ми е трагедија, а финансија драма. Овој не е живот бе, овој е за лудницу.
Па бога ми, ти ќе завршиш у лудница ако продуиш овакој. Пари има тебе да те поулаве, само за паре збориш. Не, мајко му све у паре. Има нешто и у злато, некретнине. Прашај ga нашега книговодител. Кога нашиот книговодител? Па ми немамо книговодитела. Па нели прочита оглас на врата, бе? Тражи се книговодител. Зашто? Па затоа што овој наш избегаја у странство, бе. Разбрали што му кажаја судија на задњо рочиште? Чу нешто, народ збори свашта. Само знаеш како е, на поле врата не можеш да ставиш, а и на народ уста не се кукав. Кокав се. На njega ќе му ги закукал уста, кажаја му судија убаво. Или 3 месеца затвор, или 6000 евра. Па добро, тој што има везе. Ја да сам негово место, ја би ги земаја 6000 евро одма. Затвор ич да мора да ме чува. Што се тиче njega, па можда таква му била судбина. Што знаеш, ако хороскоп му е бие такав за прошли месец. Кој веруе у хороскоп, бе, шеф? Ја верую бе, па све ми погаѓа, зашто не? И љубов, и работу, се. Што ти погодива за љубов? Љубов си пишуеше убаво. Полово здравле. Вика, очекувајте наскоро вашата партнерка да замине на патување. И еве го, ова е мојот идет 2 недели. Куде мајку? За мене супер, јас сум задоволен. И за работу ми погодило. За работу што ти погодило, бе, шеф? И тој си упишуваше убаво. Очекувајте кавга на работа со постар колега. И еве, свак ден се кавгам с тебе. Што има да очекуј? Сак ме тераш и ја да отварам некој хороскоп. Еве ga. Чекај малку. Пишуе ми дека ми треба одмор. Одмор, баш одмор. Да. И ми пишуе дека треба негде да отпутуju. Зашто бе да путуеш, па ти не си жена ми, што ќе путуеш? Чекај. Само још да напише куде да најду паре и све е тачно. Дај, ти измислуеш. Викам ти бе, овој стар хороскоп од лани. Не ти важи тој. Ајде, бежи таму. Нема ни одмор, ни путувања, забрави тој. А паре па ич не ги спомнуј. Нема да путуеш, што ќе ти паре. Не тражи ич. Ако сакаш да зарадиш, тоа е друго. Ај доста пауза на работу, па заради. Леле бре, да ви кажу, еден пут улаза баба у собу, има што да види жена. Дедо земаја и сече ga апче виагру на 4 дела. Так. Абе, шлок да го фати. Вика, слепцу еден бре, што правиш? Па тој апче треба да се испие цело за да има некој ефект. Да, стамари, бабо. Ајде туја, вика дедо. Не се врти свет около тебе. Сечу го виагру на 4 дела, зашто сакам само да се измочам. Баба кад ga чу, тој вика, па добро, оно исто се фаќа. И јајка пак ќе останемо суви. Али дедо, можда тој нема друго све. Да ви кажу друго све. Много се држи. Но, 80, ама како джитка не знаеш кај ќе опали. Како прче такој, висок, дотеран, на очи, абре како мене. Полно бре ја мора на некога да сам се изметнаја. Да, едни бркови што има, засукани, такој нагоре да гледав, а очи спуштени надоле. Не баш најдоле, него снајке у груди да гледав. Па на едну држаќу, такој од едно 60 године, гледајќи го вика, знајке, ја не би ти даја повише од 40. И ја не би ти дала, дедо, кажа она, и едно, абре, одма искочи од дуќан. И у тој време одма баба улаза кога ја ги, случајно. Она баба, па божем, све го нема, а свугде го има. Све чуе што не треба да чуе. Деме ќе кажеш, свак ден ги мие тие уши што ги пуштила со големину на лонгплей плоче што ги имаше едно време. По плоче се слуша сва, нели? Па и она валјда за тој све слуша. Тоа ти е запршка у сваку чорбу и гост на сваку свадбу. Да, она само на своју свадбу е била снашка. На сви други е била главна. Игра тој, леле што игра, на земју не ступиња.
И све е добро, док не му ступне на дедун на жулј. Так почнем њојни проблеми со подуван чир на 12-то палачно црево, што ga имамо у двор и со кое дедо обично го полива њојну башчу. Има ли некој фестивал на кој немаш учествувано, не мора како пејач, како автор пред се? Не, пред се јас сум автор, пред се. Почнавме од далечната 88 чинам со Петранка Костадинова. Фестивалска. Збориме за фестивалска песна. Да. Се викаше Две калинки. Посребрени, валандовски калинки. Ама мислејќи на девојче, извини, на женски груди, нормално, али калинки. Добро, така си беше песната. А иначе прва песна е моја, што ја чував од 83-та година, ама излезе во септември, чинам беше, или јули беше некако, со Евто Попиновски, ние имавме група Династија. Горан Налачки, јас, Марото, Баже, Орце, Лазаров, Чорба, Шурбевски Вангел Чорбата и со испомош на гитариста Цуле, направивме неговата касета што ги има сега многу популарни, му се и сега дури тие песни. Меѓутоа тој во неговите сите песни ја вметнавме и мојата Тинке Катинке, која ја чував претходно 2-3 години, се викаше другше. Око Калешо, не се викаше Тинке Катинке, меѓутоа знаеш кога се плашиш да кажеш са жена ми ќе ја каштавам, така се викаше мојата сопруга, покојна. И нормално песната од јули во септември веќе беше мега хит. И фала му на Бога, ден денеска ја слушаме и ја слушаат млади, дури не знаат дека е авторска, туку мислат дека е веќе народна. А па главната цел на авторите е да донесат од 200-300 песни барем десетина што ќе викат тие се народни. Останати. Така е. Дали од Валандовски фестивал? Значи Валандовски, после тоа почне Гоце фест, па беше Тетовски филиграни, после филиграни, Цветници. И на првиот Цветници, кој го викаа фолк хит, таму победив со Гоце Николовски покојни во февруар, а во мај ми го зема приматот на Валандово, ја пееше Бисер Балкански. Истиот човек. Значи, дали таа го мајка Македонија се викаше таа песна. Значи така почнавме и скоро сите фестивали на Гоце фест па имам највише, мислам околу 40 на песни. Школски да поставам едно питање. Може. Има ли човек што може да живи без жена? Ако е умрен. Па ја мислам, може да се живи без жену, ама едини човек што не може да живи без жену е гинеколог. Боже, не може, нема му га леп. Овој сега, добро, сега ние ќе осмееме народа, ма изгај мене на долецу ситуација. Мушка си кај на жен. Посакала ли си нека да бидеш мушко? Она вика не, а ти? Ај, леле, мајко. Кад сме веќе гинеколог, Мене ми делувате многу складно. Јас се запознав на Тумба фест и навистина тоа плени едноставно кога човек ве гледа отстрана како се забавувате и на тие години, како што рече, млади пензионерски. Добро изгледате, онака, баш уживате во она што го работите. Од кад смо ми на ви? Не ви персирам. Ви со сопругата, со партнерката. Значи на Тумба фест ја не сум пеел со сопругата. Ама она беше Ама она секогаш е со мене. Тоа сакав да кажам. Сега што е најважно. Секогаш сте заедно. Тумба фест не го кажав или љубов? Не го заборавив, туку не го кажав заради тоа што сакав да го почнам на друг начин за Тумба фест. Со Тумба фест сум ја врзан пред многу години. Од почеток на Тумба. Од почеток, од прв ден. Да. Од прв ден. И кога почнавме со Маргица Антевска и кога ја испеавме Цел ноќ ти се кълно гинче. Како беше? Памтите ли го? Па баш на памет го знам. Што си врата затворила, што си љута гинче мори, рана зора, а ја дрему, нема кој да ми отвори. А он вика, у кафану там да пукнеш, там да треснеш, да се опиеш, како буре да се свиеш, ако јутре се опиеш. А ја му викам, не ме кълни гинче мори, зар да пукну зашто пију и да пију ја у душу туите носу. А она мене, што му душу ти ме носиш, вика, брата ќе отвору, Јоре.
Викам, ако пил, нека пиеш само дома да ме спиеш. Куде сака нека иде, важно он дома си дојде. Иста таа песна ја испеавме после 20 години, кога се поновно повтори Тумбафест. И едно од многу работите што ги приметив тогаш, ги забележав вечерта, кога пеевме, што не ги препознаваш фаци, ама по однесувањето знаеш дека во публика имаш 50% што веќе ја слушнале пред 20 години. Да. Гледам ги како едва чекаат што ќе се повтори сега на сцена. Така е, да. Ја викам на Маргице, ќе ја повториме истата сценска роља што ја правевме тогаш. Да. Ти ќе бидеш тамо, љута на мене, а ја ќе бидам од овој страна и ќе ти поју. И викам, од сак се кълно гинче, не кипину црно вино, да ме удри гром у чело, од сак пиу само бело. Колку ли е саат, дупло ми се гледа. Тој кога прочитав, ова е чисто кумановски добиено. И викаш готово. Викам, ова е обра. Ама не е важно. Дом ме чека Неда. Многу убаво кажано. Сигурно касно како ќе се изваду, можда ќе е добро руже да ву даду. Зашто кажува се. 3 пута чукнују, врата се отвара, чекам да искочи. Врата се отвара, а ја трљам очи. Не ми се веруе, ова не е моја Неда. Ова е нека друга попреко ме гледа. Се најважно. Ама живи Господ, не сам многу пија. И ја не разбирам како сам погрешија. Руже моје сега на кога ќе ги даду. А едва сам се снаша куде да ги украду. Знам дека вие ме чекате на овој строфу сак. Од куде ти руже такна сцена? Сак, слушајме сак се. Кажи. Идемо со господја Нацка. У ауто викам, што направивме, викам, сатот е 6:30, а ние у 7 требаше да бидеме веќе во Куманово. Драган ме чека од Тумбафест, викам, леле, му се јавам на Драгане, руже не може да најдемо. А бај ќе видиме тука, ќе видиме тука, викам, не. И едно време вика Нацка, застане, вика, на автопат, половина пат, на половина еве ги руже, вика. И на едну кривину волико една кривина што не смееш ни да помислиш да застанеш, ја 4 жмигавце, а горе камери од полиција стои горе. И јас имам ношче што ga носу стално, ми се смене за кларинетски писке. Зашто ги носу не е важно, да лепче. И мафтам на милицiju и иду преку улица, иду и покажу дека ќе иду. Качу се горе, на руже, скинав 3 ружички и мафта викам, ја ги детна. 3, враќам се назад и доаѓам у Куманово, викам така и така. Викам, Драгане, јас украдов 3 ружи, викам, од патот сега, ако ме полиција, викам, друг ше баран, не знам на друг начин. Такој си пиши песму дека се украде. Значи, обясни се песма. Обясни се руже. Од 20 сам се снаши, го да ги украду. Викам, и тоа го кажав и на дотичната која ме снимаше, и тоа го има и на YouTube. Прекрасно беше чувството дека една вистина, од една песна стана вистина. Да. Што е разлика меѓу тој да бидеш смешан и да правиш смешки? Има ли разлика? Види, да правиш смешки, да бидеш смешан. Ја едну девојку многу го сакав. Го сакаше. Ја го сакаше. Тој беше го многу едно девојка. И кад ми каже, вика, знаеш што, вика, зашто сум с тебе? Зашто, викам, многу си ми смешан. И толку беше туј застанува, врата го отвори, ја како ова песма, ја врата го отвору, викам, ајде, со здраве, поздрави га татка ти, мајка. Много да си ги поздрави. Да, а на Битолски се вика, поздрави го на татко ти, на мајка ти. Како викаш ти? Док сам млад, овако немам гајле. Нема гајле. Абе, што направо? Значи, Кумано, Тумбафест ми е од една страна омилен затоа што никогаш не грешам што доваѓам. Зашто и да е на македонски, испеана, не на кумановски дијалект, па мора да има внатрешна гобиност. Па мора да има внатре. Фестивал и викам, најновата ми е застани, погледај. Можда сум јас тој што го сонуваш. Имам таква песна, најновата што беше. Застани, погледни, можда сум ја тој што го сонуваш. Оти викам, девојче, дали заспиваш навечер? Или се превртуваш? Оти и мене ми се случува. Кога те погледнам во очи, ја не спијам, а викам, застани, погледни, можда сум јас тој што го сонуваш. Ете, тој е дел од тој квази хумор, кој не е ништо, можеби за некого посебно, ама на самиот фестивал
носиш нешто што не е кажано. Да. И секогаш се грижам за тоа да биде слушателот, да го тоа послуша како што треба. И многу ми е мило што во Куманово донесов толку песнички кои се испеани од мене и од посебно и уште една имам со Маргица, не чакам да заборавам, Маргица ми е најголемото нешто што во вокалите, мислам во Македонија, во тој смисол една од најголемите, како да кажам. И ние испеавме уште една песна што е нарекоја, народот ја нарече родителска, иначе се вика Останавме сами на Цветници. Останавме сами со болка и рани, што душа и срце обрасна. Останавме сами, но гордост не храни, што нашите деца порасна и по својот пат замина. Убаво што ја зимна шапката, како рече партнерката, имаш убави очи, нека ти се видат. И затоа велиме, кој има убави очи, каков е тој човек? Наочит човек. Така, младешки дух ти посакувам и во следните години, што повеќе творење, уште многу песни, не само шеговини, и на други фестивали, па не мора и на фестивали, да се гледаме заедно, да сте што повеќе присутни, бидејќи ни требате и во овие години да ни го пренесете искуството, не мене, на многу помладите. Да препорачам Повели? Имаме песна што се вика песна за пензионерите. Вика, бевме млади, лични, стројни и убави. Сега веќе не сме млади, но сме убави. Сак само убави. Да, сак само убави. Живи и здрави, ама и со дух, ведри. Тоа ми е многу Тој драго. дух на февруарски водолија неќе да згасне. Ќе згасне кога ќе речи Господ. Така е. Само тоа можам да препорачам здравје на вас да ви даде, на целата екипа и да се гледаме почесто за убави работи. Се надам и на следново видување на Тумбафест. Ви благодарам за вашата покана. Уште подарокот кој ќе го Ама заборам па ќе го забравиш. Ама не ми даваш да си го искористу ја. Имам еден подарок од етно ресторан Тимчевски, не знам дали имаш одено таму, етно село. Имам. Имаш, ама вака немаш одено, ноќевање за двајца со вечера. Ама гледај како пишува во заграда со услов, со партнерка. Па ја имав план да одам овде. Ето. Значи, планот беше нашиот, ако вие немате што, викам ја на господја, одиме, викам, во етно село. Она ми вика сега, ајде да отидеме преку ден Сабајле да станеме рано, а ние стануваме рано у 11. Мислам, нели? Убаво рано. Па да, во пет легнуваме, у 11 стануваме. Како сви млади, нормално. Па, школски. Ова многу ми значи. И многу ми е драго што беше наш гост. Да сте живи и здрави. Школски? Школски. Живи и Поздрав, здрави. ќе се видиме на 50 години од матура. На матура. Купија си ми едно сако, а не си ни знае дека си ми го купија. Ај сак барем да кажеш како ми стои. Искрено. Искрено да ми кажеш. Добро ли? Да не се љутиш. Не, ама да се љуту, кажи ми. Искрено ми кажи. Дебела, тънка, на фацу стои ли ми, струкирано, не. Најискрено. Најискрено да ми кажеш. Бри, ама сам го истресија другачко ти синоќ. Партнери на Нема љутиш и најдобрите од Куманово. Генерален спонзор минерална вода Визијана. Спонзори Алфи Техноцентар, сокови Кватро и Сано, млечни производи Бучен Козјак. Помагатели детергенти Арис, Тетра Мебел. Запознајте го Алфи, хумано ангажиран, со цените реален, во понудата интересен, благороден за секое домаќинство, за комотен избор на сите производи, GPS име љубезноста и нека ве води, значи и изглед и карактер. Мило ни е што се запознавме. Алфи Техноцентар во Куманово и Скопје. Мат.
На здравје. И за здравје. Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ 290. Газда! Колко е газа толку ти домаќин. Кажи, мајсторе, кажи! Дојди малку. Слушај ока, ќе купиш едно 10 штекера. Од куде? Било од куде, не е важно. И ќе земеш едно 50 метра кабел. Било од куде? Како бе од било куде? Не од било куде, па се струи ли да те утепа? Од кабел кој ќе земеш. Ај, мајсторе. Мајсторе. Од кабелко. Од кабелко, ама дебелко. Глеј. Фабрика за инсталациони кабли со врвен квалитет. Кабелко Мак, Куманово. Мајсторе, бе! Свети унутра, еј! Често ми велат, многу зборуваш, а јас потврдувам и тврдам дека сите треба да зборуваме, а не да молчиме. Затоа што ако премолчиме, потоа можеме да се каеме. Оти молчеа работодавците, па сега што? Им фалат работници. Молчеа работниците, па сега им фали достоинство. Молчеа професорите, сега фалат ученици. Молчеа и родителите, па сега им фалат деца. Уште малку, па сите ќе сакате да зборувате, ама ќе немате кому. Затоа зборувајте сите како што жените си зборуваат и не престануваат. Посебно кога се кавгаат. Да, затоа што при секоја кавга мора да има баланс. Еднаш си ти виновен, а друг пат жена ти е во право. Ете толку од нас вечерва во обид да ви ја направиме и оваа вечер убава. Ако успеавме барем малку во тоа, бидете со нас и следниот викенд кога доаѓаме пак со минералната вода Визијана за убава и свежа мисла, како и илјадници производи од Алфи Техноцентар, сокови Кватро и Сано, млечни производи од Бучен Козјак, детергенти од Арис и удобни лежи од Тетра Мебел. Ако сепак решивте да молчите, тогаш барем уживајте. Чао! Како поскупувај зетин овој и за деги две тие. Пуќ. Гана миле, има гревата да ги сами. Акција. Да ве орасположи сите вас што ја следите. Видеа. Значи прво па женско. Како ќе го продава? Однесеш тапси. Ај. Ама се го истресија другачко ти си бе. Ја модрио. Ама се така.